корекција. Ангеловски? Се плашам да не во некој случај не застанеме само на оваа негативна проекција. Денеска имав прилика да добијам еден извештај. Сега во овој момент се случува исто една неповолна ситуација. Во Азија, особено во Кина, прогресира повторно короната. Таму имаат прилично строг пристап кон повторно има затварања во одредени делови, таму карантини. Шангај е веќе да. месеци нешто затворен, меѓутоа сега веќе се наметнува прашањето уште колку од тие пристаништа таму ќе бидат затворени. Се плашам дека на оваа украинска криза која веќе имаме, дека ќе се надоврзи и оваа најновата ковид криза со затварање на пристаништата во Азија, која уште дополнително ќе влоши целата таа состојба. Мојот коментар со еден близок соработник денеска беше: има ли крај ово? Едноставно, на неколку месеци се менуваат епизодите, значи се надоврзува од една негативна ситуација, се влегува во втора, од втора во трета и така натаму. И не добиваме позитивни сигнали, туку секоја следна е отежнувачка во однос на претходната, така да ќе видиме во кој правец ќе оди. Се плашам дека... Да, и како стопанството функционира, велите, во овие... Намалена е потрошувачката, влијае психолошкиот ефект за многу производи. Со почетокот на украинската криза се случи ценовен шок за метали, за храна, енергенти и така натаму, и веднаш психички влијае на луѓето. Луѓето едноставно мислат дека тоа ќе трае во одреден краток временски период, ги стопираат своите инвестиции, чекаат можда да се стабилизираат цените, меѓутоа тоа уште толку ја усложнува целата ситуација, значи едноставно се прекинува циклусот на инвестиции, станува веќе комплицирано. Ангеловски, што ка значи ова зголемување на, односно поскапување на кредитите, би рекла, на зголемување на каматните стапки за кредитите, пред се за компаниите тука? Во секој случај ќе биде еден негативен сигнал. Не верувам дека тоа ќе биде во таа мера доминантна точка која ќе оневозможи многу други работи. Меѓутоа, мислам дека веќе и Благица го спомна, психолошкиот ефект кој се ствара од сите овие кризи, нагли скокови на цените на повеќе производи, можда е подоминантен за разлика од зголемувањето на каматните стапки. Така да, едноставно, можда, од реалниот сектор, ние секогаш анализираме на тој начин да треба да работиме со ладни глави. Не треба да не фати паника во овие моменти, иако има многу аргументи за паника. Никој не очекува, знаете, 20 февруари почнува војната во Украина, нагли скокови на цените на многу производи, се случувало компании кои веќе дале одредени понуди за изработка на одредени производи. Со новите цени на суровините, вие веќе влегувате во минус, а веќе не можете да се вратите назад. Меѓутоа, животот тече понатаму, во секој случај мора да се продолжи да се работи, амбициозно, да се плива во овие услови какви се, и да евентуално во сите овие неприлики да се најде можда еден момент каде што би можело да се искористи нешто, а тоа е на тема енергетика. Значи, сметам дека постои тука навистина широк простор за инвестиции. Да, тоа се кога праша, во овие услови може ли да се зборува за инвестиции, да се разговара за компаниите? Вистинските инвестиции во овој момент, особено за нашава земја, се на две полини: енергијата и производството на храна. Пред се компаниите да ја смалат потрошувачката, значи да воведат систем на заштеда на енергијата, евентуално инвестиции со модерните фотоволтаични централи, значи да ја смалат купувањето на електрична енергија, и овие компании кои се занимаваат со производство на храна да инвестираат во производство на храна. Во овој момент растат цените на храната, така да тоа треба да е еден позитивен инпут
во нивното работење и мислам дека нашава држава доколку активно се вклучи на овие две полиња би можела да излече на некој начин и одредени секако на долг рок ќе треба да се размислува за зголемување на домашното производство. Мислам дека немаме премногу долго време на располагање да ние премногу големо време на располагање да ние сега нешто. Не, мислам на долг рок да се размислува за промени на политиките кои што на долг рок ќе ни овозможат зголемување на. Тоа е веќе друга работа. Овие шокови сега веднаш треба да се делува, значи сметките секојдневно доаѓаат, струјата се фактурира или ќе се фактурира, оние кои ќе им завршат договорите веќе во следните месеци според Будимпештанската берза, цените се немилосрдни, така да тука дефинитивно вистинскиот момент е да се работи на тоа поле. Ангеловски, како стопанството гледа на овие задолжувања, потребата да се обезбедат дополнителни средства, особено во текот на пандемијата, енергетската криза кој ни се случи. Од друга страна гледаме и реализацијата на капиталните инвестиции во континуитет, би рекла не е на она посакувано ниво кое што. Прво да почнам во однос на финансирањето на расходите. Ова веќе Благица го елаборираше од макроекономски фокус. Значи, тука пред се, мислам дека е дојден вистинскиот момент да се влезе можда решително во одредени работи кои со години можда се избегнувале, а тоа се пред се можда и приватизација на одредени нефункционални јавни предпријатија, одредени капитали кои ги поседува државата, а во овој момент државата не баш со нив управува на вистинскиот начин. И во однос на капиталните инвестиции, кога веќе ги споменав, мислам дека капиталните инвестиции се вистинскиот одговор на секоја криза, па вклучително и на ова. Но и без криза потешко ги реализираме. Па можда е вистинскиот момент да сватиме дека без капитални инвестиции, без изградба на сите оние трајни вредности кои ни требаат, ние не можеме понатаму да функционираме. Нити можеме да ја подигаме економијата, нити да ги подобруваме перформансите на економијата ако не инвестираме во капитални инвестиции. Капиталните инвестиции се првата и последната точка со која се заокружува целиот тој циклус на квалитетна економија, така да мислам дека тука повеќе изговори зошто одредени работи се градат толку долго или одредени работи се само во фаза на проект, мислам дека се исцрпени повеќе. Ги спомена Благица пред малку и можеби ќе има, и односно вас да ве прашам, потребата од нови мерки за помош на стопанството. Постојано тоа се отвара како прашање и во која насока, што е она што стопанството сега смета дека можеби треба да се направи? Па мерките може да бидат во неколку сегменти класифицирани. Може да бидат, нели, стално кога ќе спомнеме одредени мерки, мислиме на финансии, некогаш од тие мерки може да бидат и од бирократска природа, значи да се упростат одредени процедури, одреден систем како се изведуваат одредени работи пред се во контекст на инвестициите кои стопанството треба да ги направи. Да не мора да се секогаш некој финансиски пакет. Или да му се олеснат условите на функционирање на компаниите. Ние со години наназад имавме неколку елементарни барања. Еве ќе искористам оваа прилика да ги повторам повторно. Процедурите за добивање на дозволи за фотоволтаични тоа сега се најави дека ќе се олеснат дел од услови. Јас лично, како своевремено дел од индустријската комора при Сојузот на стопански комори, со години го барав тоа. И имаше одредени луѓе кои беа на одредени позиции, кои ги креираа вака сложените мерки, сега истите тие луѓе бараат упростување на тие мерки. Понатаму индустријски зони, тоа со години го бараме локации за градба на нови капацитети. И одредени... Има ли кој да работи во тие? Видете, имаме ние луѓе, нели, од една страна имаме
луѓе кои имаат неадекватно образование, а оние луѓе и оние вистински профили ги немаме, значи и образованието ќе мора да се реструктурира на одреден начин. Така да тие се неколку полиња кај што ќе треба да се делува ако сакаме економијата да ја подигнеме. Ангеловски, ја отворивме темата за минималната плата во стопанството. Претпоставам дека сумите се веќе зголемени. Прашањето е како да се зголеми сега и продуктивноста? Како да се зголеми продуктивноста? Продуктивноста се зголемува на неколку начини. Пак се враќаме на дискусијата која имаше Благица, тоа е преку квалитетно образование, преку квалитетен систем, организација внатре во компаниите, па малце и пошироко на државно ниво и така натаму. Дефинитивно мислам дека е тоа еден долгорочен процес. Ние се наоѓаме во една многу непријатна ситуација. Од една страна имаме на европско ниво гледано едни од најслабо платените вработени, од друга страна имаме едни од најнеефикасните вработени. Така да како да се промени тоа, токму тоа и прашањето, особено и продуктивноста. Тоа е еден процес на работење каде што ќе мора да се инвестира во тој човечки капитал, каде што ќе мора да се покрене еден циклус на инвестиции и така натаму и да ја оставиме економијата сама да ја продуцира таа дадена вредност. Секогаш кога ќе направиме некој неприроден скок, ќе се врати тој скок дали на овој, дали на оној начин и така натаму, и пожелно е да се избегнуваат такви административни мерки, затоа што, знаете, ќе се доведеме во непријатна ситуација, претпоставам, како што сега се наоѓаме. Добро, тука секако е и потребата од поквалитетно можеби образование, одредени промени кои што треба да се направат, бидејќи компаниите често, особено во последните години наназад, знаат да кажат дека не може да обезбедат соодветен кадар кој што им е потребен. На образованието дефинитивно му треба една реформа, може да длабока. Кога ќе ги видиме сите меѓународни анализи, истражувања и така натаму, од шангајските листи па навака, мислам дека во регионов сме едни од послабите и нашите универзитети генерално и нашите училишта и производот кој го вадат нашите деца и така натаму. Дефинитивно ни треба длабока реформа за да се мрднеме од таа негативна ситуација, каде што имам впечаток дека со текот на времето дека квалитетот на образование ни паѓа. Тоа се одразува директно и во компаниите. Кога немате квалитетен кадар, ние многу често компаниите се наоѓаме во една ситуација дали да бидеме компании, да произведуваме производи, да даваме услуги, или да ние се претвориме во образовни институции. Не можеме ние да бидеме и образовни институции. Ние можеме да дадеме одредена дообука за специфични вештини кои ни требаат на вработените. Тука е дуалното образование можеби може да одигра улога. Меѓутоа дуалното образование, не знам колку е вака пошироката јавност информирана, тоа се практицира сегментирано на одредени делови. И таму постојат одредени проблеми кои треба да се решаваат во повеќе наврати, сме ги спомнувале. Треба не е димензиониран бројот на ученици наспрема капацитетите. Имам впечаток дека капацитетите се преголеми, бројот на ученици е помал и тука мора да се направи одредена рационализација. Да. Ангеловски, и за време на паузата зборувавме, но еве прашањето е каква е состојбата со царинските стапки? Се најавуваше и нивна хармонизација, укинување, намалување на одредени давачки кои што ги има во тој дел. Што се случува? Па генерално мислам дека да се надоврзам и на дискусијата која пред малку господја Благица ја презентираше. Значи, нас ни фали една интернационализација на нашите македонски компании. Ние имаме генерален проблем. Нашите компании не се навикнати да работат надворот од границите на Република Македонија. И кога ќе направите една анализа, многу е редок случајот на компании кои со години работат во странство. Значи,
пред се ни фали Зошто е толку тешко македонските компании еве да излезат на странските пазари, барем тука регионално? Станува збор за една традиција, немаме традиција историска да ние работиме надвор од Добро, на времето градежните компании сепак работеле. Да, меѓутоа веројатно беше случај на ниво на Југославија, беа договарани тие работи и така натаму. Царинските стапки е поврзано прашање со ова прашање кое веќе го дискутираме. За да ние бидеме интернационални, не можеме да функционираме со царински стапки од бивша Југославија, малце модифицирани или пред тие бивши југословенските. За многу производи одредени инвеститори кои доаѓаат, кои ќе ја споредат царинската стапка во Република Македонија, која може да е 3 до 5 пати повисока за одредени суровини во однос на царинската стапка во Европската Унија, трошокот за мануфактура што треба да ги платат вработените е колку разликата во царина. Немаат интерес тие компании да инвестираат во Република Македонија. Значи, дефинитивно, ако сакаме да бидеме европски настроени, мораме царинските стапки да ги хармонизираме со царинските стапки на Европската Унија. Во тој случај ние ќе стартуваме од исто ниво и ние ќе имаме фер надпревар. Ние сега во овој момент не можеме да имаме фер надпревар доколку имаме повисоки царински стапки за многу суровини и полупроизводи. Вклучително овие денови слушаме дека нешто, не сум експерт за маслото за јадење и така натаму, меѓутоа и таму има некоја царинска стапка која е веројатно на повисоко ниво од останативе. Значи, треба да се изврши ревизија. Не треба да гледаме на краток рок. Да, на краток рок може да ќе се изгубат одредени средства во буџетот во одреден временски период, меѓутоа на долг рок хармонизацијата на царинските стапки ќе овозможи на македонската економија да биде поконкурентна во европски рамки. Ангеловски, Петрески, ви благодарам за вечерашното гостување во оваа топ тема. Ми беше задоволство што вечерва сте во студиото на Телма.